Уште само 5 недели. Уште 5 недели до одговорот кој треба да го добијат сите кои се играат со чувствата на нашите граѓани и ги држеа во заложништво цели 2 години. Под тензија, поделеност, конфликтност. Уште 5 недели до големата победа на македонските граѓани против сите оние кои ги подценуваа во овој период и со подготвени сценарија одлучија да му го земат мирот на македонскиот граѓанин. Уште 5 недели до изборите кои ќе бидат пример до сите дека не може со напишано сценарио да се урне држава и да се разнебити народ. Дека во една држава со слободумен народ ни странски служби, ни некој кој однадвор те е спремал, како што вели самиот мој политички опонент, не може да го прелаже народот. Уште 5 недели кога ние од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе го почнеме новото време кое Македонија го заслужува. Свесни за работите и кои кај нас треба да ги промениме, но и промени на подобро во државата преку реални проекти и мерки. Со одлична програма која е реална и остварлива, со извлечени поуки од грешките и пропустите од минатото, со сериозна сондажа на мислењето на народот, на сите негови размислувања за тоа што тој поддржува, а што не од нашите активности и прилагодување на тоа, со приоритети во политиките и мерките, кои се најважни за мнозинството на граѓаните, со нова енергија, со нови кадровски освежувања, со нови мерки и политики за натамошно подобрување на квалитетот на животот во земјата и решавање на многу проблеми. Уште 5 недели до големата победа на ВМРО ДПМН. Поштувани присутни, денес сме собрани на годишната конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Сакам во оваа прилика да изразам честитки и јавно признание, но и благодарност до вас, жените во ВМРО, за огромниот придонес, енергија, влог, посветеност и пред се резултати. Вие, кои одамна сте еден од клучните столбови на ВМРО ДПМН, веќе прераснавте во институција за респект. Вашата грижа, вашата посветеност, вашата работа, вашите успеси се за воскит. Како во партиското работење, така и многумина од вас на кои им се доверени државни функции и одговорности. Јас и сите мои соработници денес се гордееме со Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Ве имаме секаде каде е потребна вашата помош за нашиот народ и во добро, и во лошо, и во поплави, и кај настраданите семејства во пожари, и во помош на ранливите и социјални категории, но и во креирањето на партиските и државните политики, планови и стратегии, и во нивното спроведување. Унијата на жени денес е респектабилен фактор, не само во партијата, туку и многу пошироко. За ова сте заслужни сите вие, кои со својот труд и залагање помогнавте многу за напредокот на Македонија и на ВМРО ДПМН. Посебни честитки заслужува председателот на Унијата на жени Даниела Ангелова, која заедно со нејзиниот тим во извршниот комитет на Унијата на жени целосно се вложи во работата на Унијата, што се гледа по резултатите и по бројните активности. Со вас заедно, со вашиот силен ангажман, одиме многу посигурни и многу постабилни на голема победа со 63 пратеници на изборите на 11 декември.
Во држање на ваков говор, јас не би бил јас, доколку не обзнанам неколку проекти и реални мерки кои планираме да ги реализираме. Затоа, уште на самиот почеток, да ја задржиме оваа традиција. Досега многу работи поврзани со жените ги ветивме и ги реализиравме. Се овозможи неплатено родителско отсуство, надоместок за плата поради бременост, раѓање и родителство, 15 месеци породилно отсуство за мајка на близнаци. Се донесе законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство. Се изврши изголемување на посебните додатоци, додаток за трето дете, кое се уште важи и е на сила и е многу користено. Се изградија над 80 детски градинки, се изградија 532 станови за млади брачни парови, се намали ДДВ-то за бебешки производи, се воведе и прошири проектот за бесплатно инвитро за трето и четврто дете и мноштво други мерки и проекти. И со новата програма се предвидуваат многу нови мерки и проекти со кои ќе се помогне или олесни животот на жените и на мајките. Во 2017 ќе се донесе нова стратегија за женско предприемништво со многу нови мерки и политики. Исто така, со цел да се зајакне економската положба на жените од руралните средини, ќе се доделуваат грантови од 3,5 и 4,5 илјади евра за невработени, за да се вработат во руралниот туризам. Ќе продолжи проектот 30-35, со кој ќе се помогне завршувањето на високо образование на оние кои од различни причини не го завршиле. Во делот на здравството ќе извршиме зголемување на периодот на неплатено родителско отсуство кое го има мајката за грижа на детето до 3 годишна возраст, а ќе се овозможи истото и за татковците. Ќе воведеме промена во системот за пауза за доење, така што мајката ќе има можност за скратување на работното време, односно паузата за доење да ја искористи така што ќе може да дојде подоцна на работа или да замине порано, а не да ја користи како досега само во текот на работното време. Во новата програма се предвидува и воведување на нов модул во мој термин за мониторирање на бременоста и следење на исходот од бременоста, со што ќе се обезбедат информации кои ќе помогнат за полесно и навремено утврдување на евентуални аномалии или различни параметри за време на бременоста. Ќе се реализира проект со кој придружниците, а најчесто тоа се мајките, на хоспитализираните деца до 3 години нема да плаќаат партиципација. Имаме и проекти за повозрастните граѓани, односно жени, но и за мајките и бебињата. Ќе се воведат служби за помош и подршка на стари лица кои живеат сами, домашна посета и домашен лекар за здравствено ранливите. Ќе се спроведе превентивна програма за остеопороза и ослободување од партиципација. Остеопорозата може навремено да се открие пред доведување на инвалидитет кај жените преку проширување на програмите за превентивни прегледи од страна на владата. За овие и за многу други мерки кои се значајни за жените, предвидени се посебно објаснети проекти во новата програма, која наскоро ќе биде обелоденета, со точно утврден буџет, рокови за спроведување и одговорни за спроведување. Програмата наскоро ќе можете да ја видите и сите други мерки кои се содржат во неа. Почитувани присутни, ние сме исто така препознатливи и по носењето на инвестиции кои отвораат нови работни места. Сигурно се сеќавате на времето кога слушавме само за вести во кои се зборуваше за фабрики кои се затвораа, работници се отпуштаа од работа. Ние дури и во состојба на криза го намалуваме бројот на невработени и носиме инвестиции подобрувајќи ја бизнес климата во земјата. И не е попусто што Светската банка не прогласи за држава која е 5-та најдобра во Европа и 10-та најдобра во светот
според добрата бизнис клима и добрите услови за правење бизнис. Се објави дека од нас во Европа со подобра бизнис клима се само Данска, Англија, Норвешка и Шведска, кои пак од друга страна имаат многу високи трошоци за правење бизнис. Затоа, драги пријатели, секој месец имаме најави или почеток на градба или почеток со работа на неколку нови инвестиции во Македонија. Така 2 дена откако американската фабрика Леар, на која работеше Веле Самак, официјално почна со работа во Тетово и ќе обезбеди вработување за најмалку 2000 директни вработувања, од кои 500 и веќе и работат. Денес можам да најавам уште неколку. Прва добра вест е дека една чешка компанија, која се занимава со железнички транспорт и шински возила, донесе одлука да инвестира во Македонија и да вработи најмалку 600 невработени лица, при што во првата фаза ќе се вработат 150 до 200. Тие планираат да отворат нов погон за одржување на шински возила во Скопје, со кој ќе ги сервисираат активностите поврзани со железнички транспорт на компанијата во повеќе земји од поширокиот регион. Се планира инвестиција во вредност од 20 милиони евра и се очекува изградбата да почне во првата половина на 2017 и за неполна година да започнат со работа. Поранешниот инвестицијски промотор во Јапонија, кој пред 2 години се врати и го ангажира во мојот кабинет во владата во секторот за привлекување инвестиции при кабинетот, Бојан Петровски, ја води оваа инвестиција. Имаме дозвола и да го кажеме името на компанијата. Таа се вика Локотранс. Втората добра вест е што американска корпорација влегува на македонскиот пазар, отворејќи канцеларија во Битола со план да вработи 300 лица. Тие обезбедуваат техничко-административна поддршка на осигурителната индустрија, маркетинг услуги и преку социјалните медиуми и медицинско кодирање на итни центри за грижа во Америка. Она што е предност е што ќе се вработат млади и добро квалификувани дипломци, зашто ќе се обезбеди и професионален тренинг. Ова инвестиција ја води министерот Джери Наумов, чие потекло е од Битолско и видно забележливи се неговите намери и напори да донесе повеќе инвестиции во Битола. Трета добра вест е за Крила Паланка. Словенечка компанија во Браунфилд објект ќе отвори производство на ранци за деца, кои ќе ги пласира на европскиот пазар. За почеток ќе започнат скромно со 50 вработувања со развојни планови за раст и за градба на Гринфилд објект. Исто така ова инвестиција обезбеди Джери Наумов. Четврта добра вест е што американската компанија Amphenol почнува со градба на нова фабрика за автомобилски делови во Кочани. Amphenol веќе има 2 фабрики и 3 погони во Кочани. Градбата на оваа трета фабрика, односно четврт погон, треба да заврши во средината на 2017 и да отвори нови директни вработувања 400 нови директни работни места, плюс индиректни кои што секогаш доаѓаат заедно со директните. Со сите нивни фабрики, 3 фабрики и 4 погони, со сите нивни постоечки и со оваа новата на Amphenol, ќе достигнат вкупно 2500 нови вработувања. Ова инвестиција обезбеди Христијан Делев. Тоа се 4 нови инвестиции за кои што денеска објавувам. 4 нови кои што отвораат многу нови работни места, многу нови приливи на инвестиции, многу нова надеж за многу наши граѓани кои што таму ќе го најдат местото каде што ќе заработуваат и каде што ќе го прихрануваат своето семејство. Драги пријатели, сакав да кажам нешто денеска, не можејќи да одминам, затоа што тоа им е тактика на овие што смислуваат опозицијата што да прави. Идејата им е
да викаат тотално беззначајни фигури кај нивните експонирани новинари. Нормално, како што дознаваме тоа со денови наназад, го договараат во детали по домови на разни лица и слично. И да си наметнуваат теми кои тие мислат дека ќе ни наштетат, а кои пак, ако се размисли подобро, немаат никаква врска со изборите и со реалните проблеми на луѓето. Па така, слушаме од страна на извесен Слободан Богоевски, бил поранешен разузнавач и осуден човек за криминал, со излежена веќе казна затвор во Идризово, разни квалификации за првиот министар за внатрешни работи на независна Македонија Јордан Јалков, лични навреди за него, неговото семејство и слично. Човекот ми е Вујко и тоа е единствената негова мана во моментот и причина зошто беше споменат. Човекот е починат пред 25 години, пред точно 25 години. Значи, замислете, тие се занимаваа со човек кој починал пред 25 години и не може да им врати, не може да им одговори. Досега, Стојан Андов беше експерт за раскажување негативни работи за луѓе од како ќе починат и за себе величење во комуникацијата со нив или најчесто во божемната комуникација со нив. Сега еве и други се појавуваат. Инаку Андов, а некој умре, одма вади книга и оди на телевизија да ја промовира. Одма вади книга. Значи да не си умреш. Одма Андов ти вади книга и раскажува што било, како те надмудрил, што ти кажал, колку он бил попаметен, посмел и така натаму. Колку веќе умрениот бил лош и недоволно паметен, а колку самиот Андов бил мудар и одговорен. Сега пред изборите се вклучуваат и други некролошки матачи на вода пред избори. До кое дереже стигнаа? Што и да каже човек околу ова, навистина мислам дека ќе погреши. И затоа сакам само да потенцирам дека вакви работи ќе има затоа што тоа им е целта. Да се докажуваме кој е поголем ВМРО-вец, кој бил од 90-та, кој бил од 91-та, дали кога е слушал песната "Слушам кај шумат шумите", бил навистина радосен или глумел и слично. А каде се реалните проблеми на граѓаните? Плати, пензии, социјала, вработувања, секојдневните предизвици, тоа што опозицијата сака да ја редефинира Македонија. Нив треба да ги заборавиме, затоа што опозицијата е свесна дека на тие теми тие не можат да добијат ништо. Затоа што тоа е за живите, кои може да видат, да коментираат, да вратат, да наградат или да казнат. И затоа ќе се занимаваме со покојниот Јордан Јалков и со низа други теми за кои си седат по дома и си ги договараат и ние треба сега во несвест да паднеме, па да чекаме да се јават загрижени СДСМовци за состојбите во ВМРО и слично. Но како што реков, уште само 5 недели. Уште само 5 недели. Издржавме 2 години. Ќе го издржиме и ова. И ова ќе биде една од причините зошто ќе изгубат. Затоа што народот го гледа тоа. И народот воопшто не е наивен. И паралелно на тоа, нормално ќе го гледаме Заев, како оди по улици и нуди се и се што. Прашува луѓе во стилот: на тебе што ти треба? Па наместени се да самовци со подготвен текст ќе речат, например, јас сакам точак. Нема проблем, во нашата програма ќе ставиме точак за тебе, ќе се сврти према Радо пише еден точак таму, и така натаму, и така натаму. Значи, тоа ќе биде стилот. Секој што сака да чуе, тоа да му биде ветено. Затоа што нели човекот се образа дека ќе ни даде живот. Ќе ни даде живот на сите. Таков му е слоганот. Заев ќе ви даде живот, замислете. Затоа што, како што добро знаеме и како што самиот тој кажа на телевизија, тој нели кажа дека е од Господ црпнат од нивата и донесе на ова место. Не за џабе. Не за џабе. Замислете како го смислувале слоганот, колку напор требало Заев ќе ви даде живот. Има логика, нели? Го црпнува Господ од нивата, го донесува да ни даде живот. Значи, обмислена е комбинацијата. Но, шегата на страна, одам на ѓаволот и одам шегата овде.
Само запрашајте се за кого треба да гласа и што тој човек може да направи и да понуди за собствениот народ и за собствената држава. Реално, што може да направи, што може да понуди? Прво, тргна да се казни и да се понижи диаспората, да нема ниту еден пратеник како е можно. Причина? Зошто? Затоа што гласале за ВМРО. Второ, десен блок ќе направиле, шарена револуција трето, десница да се занимава сама со себе, ВМРО да се занимава со ВМРО, а реално тоа се неколку луѓе кои треба да одработат за Заев, да отцепат некој глас од ВМРО, далеку од доволно тие да имаат свој пратеник, но со надеж дека ќе е доволно ВМРО да загуби некој пратеник, и центар и лево дофатат колку што тие можат. И нормално, Катица да е здрава и жива, да си штанца пријави по секаков основ и да држи пресконференции за тоа во целиот изборен период со измислени обвинувања, без вина и без правен основ и докази. Може ќе добијам едно обвинение денеска што на наставно сме собрани многу повеќе од СДСМ. Чисто онака колку да не се безработи. Колку да си ја заработи платата жената. Највисоката во државата плата. Па не за джабе буџетот им е 4 милиона евра. Па внуки мора да земе плата овој месец, да ја заработи. Исто и уште стотина СДСМовци вработени таму, нивни роднини, комши и пријатели, кои нели го зајакнуваат капацитетот на СЈО. Тука кога ќе размисли човек, СЈО има се повеќе значителен удел во намалување на невработеноста во Македонија. Па собра куп луѓе, членови на СДСМ, ги згрижија, имаат одлични плати и така натаму. Како порано не ни текна да направивме повеќе СЈО, да ја намалевме невработеноста во земјата. Освен супер активно СЈО, со штанцање на пријави и обвинувања, кои веќе се прочитани од народот и немаат никаква тежина, освен притисокот кој во континуитет ќе го вршат во судиите, и од тука и од надвор, освен ветувањата за се и се што кон народот од страна на Заев и неговиот криминален клан, освен уфарбувањето на разни преваранти, криминалци и бивши разузнавачи да направат забуна пред изборите и осмислените и советувани други два блока, Кобајаги трети патишта, чија единствена употребна вредност е да направат барем мала штета на ВМРО, што секако нема да им успее, бидејќи веќе се прочитани. Сите се од нив веќе прочитана книга, не се нови во политиката. Стратегијата, дадена како совет од оние кои на СДСМ им кажуваат што да прават, во овој изборен период, ќе се соочиме и со ситуација како оној случајот со криминално-полициската хајка против Диме Спасов, во која за среќа ги видовме снимките и се ни е веќе јасно. Откако пропадна операцијата со производителот на фалсификати, наречен Чауш, сега не треба да се изненадиме ако во овој период одредени структури во полицијата креираат ваков вид или слични хајки со цел дискредитација и заплашување на водството на ВМРО. Ако имаше се уште некој што мислеше дека борбата да имаат министер за внатрешни работи пред избори е со цел да осигураат фер и демократски избори, сега веќе, после Чауш, после опкувувањето на МВР со партиски алфа полицајци, сушност докажани криминалци, и после хајката врз Диме, мислам и на последниот човек во земјата, се му е јасно. Снимките така јасно одговорија на се, што немам што да додадам, освен да замислам само што ќе се случеше ако беше обратно, ако МВР или министерот за внатрешни работи беше од ВМРО, а дополнителниот заменик за труд и социјална политика да беше од СДСМ. А се друго да останеше исто, односно да се случеше истото. Па тоа ќе беше драма. Министерот од ВМРО, а на местото на Диме Спасов некој од СДСМ. Прво, јунаците од СДСМ
со трчање и плачејќи ќе отрчаа во сите можни амбасади во земјата. Веднаш, во првата минута. После, некои од амбасадорите ме ракли да водат политика преку Твитер, ќе твитнеа некоја порака, некоја ќе испратеа некоја порака по Твитер и ќе побараа итна средба за пола саат кај мене, а првата реченица ќе им беше дека нивните главни градови се загрижени, згрозени и шокирани. Не баре цели главни градови за нас расправаат таму. Потоа за саат-два ќе твитнеше веројатно и некој комесар или некој странски министер во подршка на амбасадорите, онака случајно и несинхронизирано. Следа ситуација, луѓето им текнало баш за тоа. Потоа најмалку 5 амбасадори ќе прочитаа нешто под прозорот или во владата или во штабот кај што сум сега, во смисла дека демократските процеси се загрозени, дека се многу загрижени, дека очекуваат решително расветлување на случајот, дека ќе влезе во сите можни извештаи на свет и препораки, дека ќе има одговор, санкции и други работи од добро познатиот вокабулар на слични реакции. До вечерта, сигурно едно 2-3 министри за надворешни работи на други држави ќе изражаа сериозна загриженост, осуда, предупредувања, одблиско ќе следат што ќе се случи, одблиско ќе мониторираат, па дека ова не оддалечува од НАТО, не оддалечува од Европската Унија и така натаму и така натаму. Од утредента, сите невладини организации на еден познат светски филантроп ќе се изредеа. И нивните домашни платеници ќе се испотепаа кој повеќе да нападне и испука не баре хонорарот што треба да го добиват и за работата по учинок. Во целата таа гужва, драги пријатели, најсреќен ќе беше СДСМ и Зоран Заев. Ети ти причина пак да не одат на избори. Да најават бойкот и Заев со неговото познато викање кога збори на пресконференција со 45 луѓе зад него ќе го најавеше излегувањето од изборниот процес. Платениците што шараат низ градот веќе ќе се развозеа со бои во комбињата и ќе ја пресловуваа новата шанса за хонорар од филантропот и неговите подржувачи. Во многу европски медиуми, каде филантропот има контрола или влијание, ќе се пренесеше ужасната слика на режимската власт и кутрите слободоумни опозиционери, а ако случајно ВМРО не одговореше веднаш дека ќе ги одложи изборите, Али, Мендух, Љупчо, Љубе веднаш ќе објавија дека и тие нема да учествуваат на изборите. Нормално, на ова објава ќе се јавеше веднаш Павле Трајанов, ќе објавеше дека тој пред сите прв објавил дека нема да учествува на изборите, дека не е он пети, дека е прв. Да се знае таму кај што запишуваат кој прв кажал, разбирате? Така што, нормално на ова ќе се налепеа разни маргиналци и платени новинари и аналитичари, по некој залутан владика во политиката, по некој глумец, пејац, спортист, лекар, биш председател на суд, професор и така натаму, за да е разноврсно, да не е само од едни. И навреме да фатат приклучок кон новиот колач хонорари или да одработат некое идно наградување. Ама бидејќи сега е обратна ситуацијата, од амбасадорите, комесарите, министрите и слични на нив, имаме молк, ни трак, ни глас, никаде ги нема. Не сакаат луѓето да се мешаат во внатрешните работи на една суверена држава, нели? Не се они такви. А од овие домашните почнаа битка за одбрана на криминално-полициската хајка. Значи, срамната одбрана мора да е со домашни сили. Тие нека се брукаат. Па џабе ли се платени? Ете, тоа е Македонија. Тоа е Македонија во ова време, драги пријатели. Тоа се тие двојни стандарди, двојни аршини. Но тука е и народот. Единствениот и најважен амбасадор за нас од ВМРО-ДПМН. Единствениот и најважен амбасадор на кој што ние се подпираме.
гледајќи со што се справуваме, ќе стави крај на целата оваа игра. И не само тоа, туку казната ќе е со камата за малтретажата во овие 2 години на сите граѓани и изгубените шанси за нови инвестиции и уште поголем напредок на земјата. Казната ќе е со камата на 11 декември. Ни СЈО со вештачки креираните обвиненија и истраги ќе им помогне, ни тој Муки со двојазичноста на цела територија, со Заев заедно, ни Оливер со партиските алфи, ни оној Слободан Богоевски, ни дружините на Павле и Љупчо, ни секојдневните пресконференции со лажни тези. Кога со народот мајтап играш, казната не ти бега. Сега кога сме кај СЈО и кризата, неодамна од господинот Ахмети, разбравме дека СЈО требало да работи до влезот на Македонија во НАТО. Така каже човекот. Излезе и кажа, вика, СЈО треба да работи до влезот на Македонија во НАТО. Сакам во оваа прилика да му се заблагодарам на господинот Ахмети, затоа што тој е првиот политичар во Македонија кој јавно и без влакна на јазикот ја доведе работата на СЈО со влезот на Македонија во НАТО. Тоа што многумина го мислат и планираат, тој го кажа. Односно, со остварувањето на политичката агенда, а не агенда на владење на правото. Кога ќе се земе в предвид дека за членство во НАТО е потребно само решение за името, тогаш неговата реченица може многу лесно да се преведи и да се разбере незината вистинска суштина. А тоа е, СЈО нека работи, додека Македонија не го смени името на државата. Тоа е всушност пораката која што многумина ја мислат, а тој е првиот политичар во Македонија кој јавно ја кажа. Благодариме, Ахмети. Навистина, свесно или не, прв јавно кажа која е целта на формирањето на СЈО и зошто некој бара продолжување на неговата работа. И кога сега ќе се подсетам на некои работи кои ги говоре во минатото, кога опозицијата тврдеше дека тоа што го прават е автентична нивна агенда, сваќам дека сум бил во право, кога сметав дека времето ќе даде одговор на многу работи поврзани со кризата. Драги пријатели, во овој момент и самиот Заев знае дека ќе ги изгуби изборите. Зошто Заев не може да победи? И самиот е свесен за тоа. Затоа што нема што да понуди. Затоа што никој не верува дека тој човек може да биде премиер. Затоа што сите знаат дека тоа што денес го кажува, утре нема никаква вредност. Зборот за него не вреди. Тој е човек кој пред најблиските со гордост вели дека нема проблем да изваже нешто денес и да го заборави утре. Човек кој молел кај странци да ја уназадат Македонија во евроатлантските интеграции, само за да може да ја критикува нашата влада. Човек кој нуди на секаде работи кои не може да ги реализира, мислејќи дека ќе прелаже некого да гласа за него. Човек кој лицитира со националните интереси и нуди редефинирање на државата, двојазичност на целата територија на државата и што уште не, само затоа што мисли дека ќе добие кај едните тоа што не го добил кај другите. Човек што својот град го направи гнездо на семејни тендерски врски, човек чиј брат и неговите роднини ги земаат сите тендери во Струмица и велат дека нема ништо незаконско и неетички во тоа. Како што нели Катица си го вработи внукот и вели дека нема непотизам во тоа, туку тоа било зајакнување на капацитетите на СЈО. Тој човек се вика Зоран Заев и повеќе од 64% во неговата изборна единица имаат негативно мислење за него, во неговата изборна единица. Сега, вас ве прашувам, дали таков човек заслужува да биде премиер? Значи, ако тој е премиер, брат му вице, што ќе биде? Вице-премиер, нели? Така е тоа. Ние си ги добивате во пакет. Со се Чичо му трајче,
кој добил едни тендери, со Снаму која добила други тендери во Струмица, со Радмила која се расправа со издавање станови и вили на фирмата на незиниот сопруг. Тоа е пакетот. Како Макс Тиви. Не сакаш можеби спорт, ама го добиваш во цената, во пакете. Тоа е тоа. Си оди заедно. Почитувани граѓани, драги пријатели, почитувани присутни, дозволете да ви кажам генерално на она што се сведуваат овие избори. Имено, човек во својот живот честопати се соочува со некаков избор. Одбира во кое училиште ќе оди, дали и на кој факултет ќе продолжи, што сака да спортува, што би работел, каде сака да оди на одмор. Дали додека игра кошарка или фудбал, ќе шутне или ќе ја додаде топката на соиграчот. Сето ова се одлуки. Некои поважни, некои помалку важни, но тоа се лични одлуки кои секој од нас ги носи. Изборот за себе значи правец во кој сакаш да оди твојата иднина, твоите планови. Има моменти кога човек се соочува со избор кој навидом делува лесен, но во суштина е многу тежок. Исто како што има и одлуки кои изгледаат навидум тешки, но всушност воопшто не се. Така е и со овие парламентарни избори кои се пред нас. Изборот е помеѓу две алтернативи. Споредете ги самите. Едната опција, која создаваше кризи, и другите, кои покрај се трудат да работат, да помагаат, да создаваат, да градат, и покрај сите пречки и обструкции. Едните, кои сеја омрза и поделеност, и другите, кои покрај се работеа на конкретни проекти и мерки, кои го подобруваа вашиот живот. Едните кои се надеваат некој однадвор да ги донесе на власт, и другите кои се надеваат на довербата на народот кој гласа во оваа земја и се трудат да ги исполнат дадените ветувања кон него. На крај, на сето ова, секој од нас треба да се праша самиот. Со кого ќе ми биде на мене лично подобро? Со ВМРО или со СДСМ? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Кој ќе отвори повеќе нови работни места? ВМРО или СДСМ? Со кого ќе се чувствувам посигурно? Кој ќе обезбеди поголема безбедност и лична и национална? ВМРО или СДСМ? Кој има подобар кадар, тим и програма? ВМРО или СДСМ? Кој држи повеќе до зборот, до ветувањата? ВМРО или СДСМ? Кој има поголеми успеси во борбата против криминалот и корупцијата? ВМРО или СДСМ? Кој ќе обезбеди повисоки плати, повисоки пензии, повисока социјална помош? На кого повеќе му верувам за тоа? На ВМРО или на СДСМ? Кој ќе биде достоинствен пред уцени? И со кого нема да се срамиме кога еден ден ќе погледнеме наназад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? ВМРО или СДСМ? Во суштина, ова е едноставен избор и покрај сложените околности во кои се прави. Избор помеѓу две комплетно различни концепти и избор помеѓу двајца кои се кандидираат за премиер, мене или Зоран Заев. На овие избори секој носи одлука по два основи. Ова е одлука за себе, за тоа кој може и знае на тебе и твоето семејство да ти овозможи подобар живот и да ти пружи повеќе можности и реши повеќе проблеми. За тоа кој има подобра програма со конкретни мерки, која е реална и нуди решенија на твоите секојдневни проблеми и за која знаете дека со сигурност ќе се реализира. Кој ќе работи попосветено и ќе отвори можности и ти да работиш. Со кого ти и твоите сте посигурни дека нема да ве остави на цедило и може да се потпрете на него.
кој е поработлив и ќе движи државата напред. И од поинаков агол, овие избори се еден вид на друга одлука. Одлука за Македонија. За Македонија која не подклекнува пред уцени и сценарија. Македонија која е силна и нема да дозволи да ја држат под постојана тензија, да ја редефинираат и променат на полошо и да се поигруваат со нејзе и со известноста на нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет и државност. Македонија која сака да оди напред, верувајќи во собствените капацитети и вредности. Време е Македонија да продолжи да оди напред. Доста беше криза, доста ја влечеа државата надолу. Време е да се остави конфликтноста и поделеноста зад нас и да продолжиме напред со силно темпо. Ако верувате во Македонија, вашиот избор е јасен. Да сте живи и здрави и нека е вечна Македонија. Да живее унијата на жени на ВМРО-ДПМН. Да живее ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Уште само 5 недели. Победуваме!